Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски денес го презентираше сработеното во првите 100 дена од формирањето на новата влада. Тој нагласи дека во овој период најголем акцент бил ставен на имплементирање на стратегијата за реформи во администрацијата, како и во подготвување на проекти за наредниот период. Ивановски истакна дека во одредени полиња имало понапредно остварување на планираните реформи и додаде дека околу 70% од граѓаните се задоволни од работата на административците. Според процентот кој што е реализиран досега, од она што беше планирано во стратегијата за реформа на јавната администрација, од она кој што консултантите со помош на Европска комисија ја припреми ова стратегија за Република Македонија, можеме да видиме дека во поголем дел од поглавијата веќе сме малку понапред од она што беше планирано и она што беше предвидено. На 100 шалтери се поставени така наречените семафори, кои што граѓаните може да оценат администрацијата. Со ова што е направено во изминатиот период можеме да видиме дека веќе 70% од граѓаните се задоволни од овие институции. Ивановски изјави дека во насока на реформирање на администрацијата се спроведуваат проекти за обука на функционери и административци, се поврзуваат институциите преку компјутерски систем за размена на податоци, при што граѓаните не мора да талкаат од една во друга институција. Потоа се проширува проектот за електронско пополнување на формулари, електронско плаќање на даноци, а наскоро ќе се оствари електронска агроберза, каде што ќе учествуваат фармерите и откупувачите. Ивановски додаде дека за 2 години ќе бидат отворени 100 електронски продавници, за што веќе е објавен огласот за првите 50 за лицата со најдобри бизнис планови. Конкурсот за пријавување на сите заинтересирани за овој проект ќе биде објавен денеска на веб страницата на Министерството за информатичко општество и администрација, каде што ќе можат сите заинтересирани да го пополнат бизнис планот со кој што ќе аплицираат до Министерството, а комисија која што ќе биде составена од поголем број на институции, до крајот на оваа година ќе ги селектира најдобрите 50 бизнис планови. Следен чекор ќе биде каде што ќе се направи набавка, јавна набавка за компанија или компании кои што ќе ги изработат овие 50 електронски продавници и веќе со клучна рака ќе им бидат доставени до владење на оние кои што ги имале најдобрите бизнис планови. Ивановски потенцираше дека се повисоки ќе бидат критериумите за вработување во администрацијата, со што истата би се деполитизирала и би работела поефикасно. Инаку регистарот за службеници е изготвен, но тој не е целосен, поради тоа што голем дел од институциите и јавните предпријатија не ги запишале лицата кои што работат во истиот. Ивановски нагласи дека е испратено писмо до сите институции и јавни предпријатија во кое се наведува дека во рок од 10 дена мора да ги запишат вработените во институцијата, се со цел да се добија точниот број на јавната администрација. Од околу 1000 јавни предпријатија, 400 не го пополниле овој регистар за јавни службеници. Инаку министерот Ивановски денес презентираше проект за континуирана обука на јавната администрација преку поставување на прашања на нивниот компјутер, доколку тој не е активен.